Жалам што СДСМ најпрви не ја научила лекцијата од граѓаните, заради тоа што поради овие тези и поради ова што направија голема штета на Македонија со нивното владење, со подпишување на овој пријателски договор во наводници, ние денес трпиме штета и жалам што ВМРО-ДПМН нема магично стапче наеднаш сега да го промени сето тоа или штетата која што ние нанеса, ние да можеме да ја исправиме. Мислам дека навистина граѓаните сакаат да видат континуитет. И кога имате добри проекти, без разлика во кое време се почнати, а еве, бидејќи оваа влада е година и пол, што значи дека голем дел од проектите се почнати во претходната влада, еве нема да кажам владата на СДСМ, се знае. Значи убаво е да има континуитет и кога ќе го продолжите континуитет, ќе ги спроведувате проектите, да кажете дека тоа е за општото добро на граѓаните. Не да кажете дека сите е ваш проект. Не, тоа е проект на граѓаните кој што започнал во едно време во една влада и сега се реализира. Зошто не се реализирал порано од година и пол, не е битно. И јас или македонски проект. Или македонски. Како прва секогаш ја давам економијата затоа што некако навистина изминатите години имавме економија која што беше во слободен пат. И ова не е моја политичка теза или впечаток, туку се бројки кои што и меѓународни организации како ММФ ја потврдуваат. Имаме стабилизација на економијата, имаме еве 4 квартали со 3% раст на бруто домашниот производ, што е добар индикатор дека ќе продолжиме да се движиме во подобра насока. Ги споменав институциите и функционирањето на истите и сметам дека оној систем кој што беше заборавен, каде што имавме нефункционални, ама буквално нефункционални институции, сега го враќам и сега се става институцијата во служба на граѓанинот. Година и пол од владењето на ВМРО-ДПМН не видовме никакви реформи, ниту па нешто што ќе значи подобрување на целокупното живење на граѓаните во однос на животниот стандард. Животниот стандард постојано опаѓа, инфлацијата се зголемува, образованието и здравството платите, меѓутоа имаме минимална плата најниска во регионот, едва и 390 евра,